Блокирани гранични премини за товарни возила, камионџи организирани во 8-часовни смени. Превозниците од регионот се обединија во протестите против новата електронска евиденција во Шенген зоната, преку системот влез-излез, која ја доживуваа како дигитална бариера. Иако правилата за престој не се променија, електронската евиденција стави крај на досегашното прогледување низ прсти за точниот број на денови на престој, но истовремено со новиот систем не се предвидува посебен статус на професионалните возачи, кои се третираат исто како туристите, а не вработени кои вршат економска активност. Јас сум Христијан Станоевик, а вие слушате новата епизода на Балканкаст, подкастот на Тарата Балкан. Превозниците од бюрократите во Брисел побараа слух за проблемите на транспортерите од регионот и да се најде решение, бидејќи последиците ќе ги почувствува и европската економија, особено европските компании кои се потпираат од увоз на полупроизводи од регионот. Новиот електронски систем на евиденција на влез и излез од европските Шенген граници беше најавен пред повеќе години, а неколку пати беше одложуван за да се направат потребните прилагодувања. Сепак, како по обичај, балкански со проблемот се соочуваме во последниот момент. Во последните недели беа изнесени првите црни прогнози од властите во регионот, дека штом започне спроведувањето на новите правила во Шенген зоната, дека ќе дојде до економски колапс, кој најмногу ќе ги погоди земјите од регионот. Откако беа приведени и депортирани десетици возачи на камиони од балканските транспортни компании, беше донесена одлука за целосна блокада на товарниот сообраќај на граничните премини. Превозниците тврдеа дека не може да бидат конкуренти на пазарот ако нивните возачи имаат ограничување на престојот од 90 дена во последните 180 дена. Тоа значи дека ќе треба да ангажираат двојно повеќе возачи кои ќе го пополнат вториот дел од дозволениот престој, или пак да вложуваат во работни визи кои би го регулирале професионалниот престој на нивните вработени. Од Богородица до Градишка беше блокиран целиот влез на стоки кон Европската Унија, како и до пристаништето во Бар, Црна Гора. Секторот излезе со проценки дека само од прекинатиот увоз дневно компаниите губеа по 100 милиони евра, без да се пресметаат и потенцијалните пенали кои компаниите од регионот би требало да ги исплатат за неисполнетите обврски. Новиот систем на електронска евиденција точно ги брои деновите на престој во земјите од Шенген зоната и практично станува невозможно се прогледа низ прсти за евентуално пречекорување. Исто така превозниците не беа препознаени како професионални возачи, туку како туристи или посетители, што доведе до барањето за препознавање на посебен статус за оваа категорија. По извршениот притисок и Европската комисија излезе со став дека ќе се работи на решавање на статусот на превозниците од Западен Балкан во визниот систем како посебна категорија, а не како туристи и посетители. Документот е навистина квалитетен, се работи за документ од 19 страници кој што целосно ги опфаќа новите правила на Шенген зоната. И таму има еден клучен збор баш во овој дел кој што го издвоив на мојата објава, каде што возачите на камиони, односно транспортерите, се прифаќаат како професионалци, со останатите категории кои што се наведени тука, како спортисти, како уметници и така натака, што е прв пат да Европската Унија на тој начин го реши проблемов. И во суштина тоа беше и еден од начините да се излезе од проблемот, затоа што транспортерите, кога ги почнеа протестите, бараја да се почне диалог со кој што ќе се реши проблемот, се понудија 3 решенија и ова е едно од 3 решенија. Исто така, задолжителната биометриска воведна евиденција во системот за влез и излез наместо од април ќе се применува од септември годинава. Стравувањата на Брисел беа дека ќе се создадат проблеми со патувањата, особено во летната сезона, што најмногу може да го погоди туристичкиот европски сектор. Одложувањето до септември може би ги смири страстите и ги одблокира границите, но суштината на проблемот останува на бирократската маса во Брисел. Прашањето веќе не е само техничко, туку политичко. Дали Европа е подготвена да го третира Балканот како партнер во заедничкиот економски пазар или само како сосед кој мора да чека пред дигиталната завеса? Ви благодариме што бевте со Тарата Балкан во новата епизода на Балканкаст. До наредниот подкаст, останете информирани.